Секој работен ден на Еден ТВ. Бидете со нас. Да, еве на назад во студиото со моите драги вечерашни гости, колегите како што најавив, Николина Славковска и Стефан Лазаров. Дечки, добре дојдовте во една минута. Добре те најдовме. Добре те најдовте, навистина ни е многу драго што сме во твојата емисија. Да, одлично. Токму тоа е и целта, како што кажав, при тоа да напоменам дека ќе останат отворени телефонските линии, односно ви ќе ги гледате, односно ќе ги видите исто така доколку ете ги телефонските броеви на кои што слободно може да се јавите и да поставите прашање до Нина и до Стефан, нешто што ве интересира околу новиот забавен формат на новата сезона на Еден ТВ. И сега ајде да започнеме да ја прокоментираме еве Нина новата кампања. Ќе има честа прва да го отвори. Честа и задоволството навистина огромно, морам да кажам и на сите оние кои што во моментов ја следат програмата на Еден ТВ, што еве конечно ќе имаме нешто интересно да понудиме до сите оние кои што обожаваат забавата и она што се случува позади камерите на јавните личности. Верувам дека сите она што го подготвуваме во овој момент ќе им го задржи вниманието и ќе ги копне нештото да дознаат уште повеќе и заедно со Стефан ќе можеме и нели на убав начин тоа да им го презентираме. Ексклузив се враќа, нова руво, нова екипа, веќе Стефане нели донаш може да го видат и гледачите нашиот нов колега, меѓутоа сте засилени и со други доста засилени дефинитивно. Вежбавме цело лето. Дефинитивно. Ајде да откриеме малку повеќе за овој нов концепт, односно еве конкретно ексклузив новата забавна емисија. Колку ќе трае, дали секој ден, што се ќе биде опфатено со овој концепт? Така, ова емисија ексклузив ќе трае 30 на минути. Ќе се емитува секој работен ден, ќе имат можност да видат нешто сосема разнолично од она што се гледаше досега на екраните и верувам дека се на еден начин гладни да видат нешто свежо и поинакво на нивните екрани, од она што реално верувам дека го очекува и она што ние патем со самите промоа го гледа и што се најавуваше досега, е дека ќе имаме нешто во самата содржина на однос на рубрики, на некои иновативни содржини. Верувам дека и она што денеска еве ти самата не затегна малку растрчани ни самите ходници, веќе сме во тек и ги подготвуваме сите содржини, е она еве можеме и во овој момент да откриеме некоја новина. Ајде малку да можеме да откриеме да ги заинтригираме гледачите. Да останеме интересни сепак. Ајде. Так. Ќе имаме една интересна рубрика која што го носи насловот Менувам професија. Тоа значи дека сите јавни личности кои што се добро препознаени по својата професија ќе бидат на еден ден, на неколку минути од нашето шоу во некоја друга сосема непрепознатлива професија, неочекувана, не секојдневна. И верувам дека еве денеска тоа што го успеавме да го снимиме беше со пејачот Александар Тарабунов. Тој добре познат музичар и ета се нафати или прифати да биде во една интересна улога, односно да ни разбере нашата професија и да биде новинар на неколку минути, па ета со интересни прашања меѓу граѓаните, да дознаат самиот информација за себе, колку јавно се запознаена со неговата кариера, дали некој знае кој е Александар Тарабунов, така што има интересни содржини гледачите ќе можат да го видат, нели веќе од 10 септември. Веќе од 10 септември понатаму, да не откриваме све, него остане интересно сепак. Мислам дека доволно. Стефан, ти си нов во нашата екипа. И еве нов и во овој медиумскиот свет. За волја на вистината, одлично се снајде, остави убав впечаток, па еве да слушнеме од тебе како се снаоѓаш. Ти благодарам. Па добро сега, нормално дека во секоја работа, секој почеток е тежок. Поготово во оваа, значи на телевизија сме не гледа, нема простор за грешка. Би кажал дека со ваков тим, со вакви луѓе како вас, како уредникот Васко Спасовски, како Нина, како еве Зоран Василевски, добро познатиот Зоки Фаци, така,
премногу помош, премногу позитивна енергија, едноставно во телевизијата добивам толку помош од вас, каде што веќе се снаоѓам добро. Значи се уште не би кажал дека ми е одлично и дека нов сум едноставно, се снаоѓам добро. Верувам. Да, секако и се очекува од 10 септември всушност и конкретно на дела да те видиме, меѓутоа да, дефинитивно е нашиот впечаток добар. И сега како знаеме дека морам и такво прашање да ти поставам, односно да, веќе на социјалните мрежи предпоставувам дека имаш многу обожаватели и фанови, особено патот, нели знаеме како до 1 ТВ со тоа видео кое што го пуштивте во етер, така што стана вирално, на Стефнева Рошлија. Меѓутоа исто така она што е важно, очекуваше ли дека може да дојде до стане вак? Да стане вак. Искрен да бидам, како што кажа во некои наврати, се тоа беше на, па би кажал, зезанција, на неколку другари седат дома и видеото е, еве, многу зборат за мојот речник, али тоа видео беше чиста шала, ниту пазев јас како зборам, ниту очекував дека јас ќе седам на телевизија во моментов и ќе бидам водител, а камоли се ова што се случува, значи, еве зборува за обожавателки, значи, ми годи, нормално, Ако сакам сега нешто тука да глумам, да кажам дека не е така, ми годи. Но, работата си бара своји... Работата едноставно е доста сериозна, на која што треба да се посвети човек, значи, па ќе кажам, ова е телевизија. Све тргам на страна периодов и едноставно целиот мој фокус ми е да успеам во ова. Одлично. Затоа е и всушност шансата, односно и еве соработката како едно засилување во новата екипа на шоубиз. Морам да се надоврзам дека и навистина интересен, станува збор за еден интересен лик кој што навистина има потенцијал, и може тоа да го искористи, тоа сметам дека му се случува во вистинско време, нели ако така гледаме на работата. Веќе имаме гледач на линија. Ајде, добро вечер, повелате. Добро вечер. Да, повелате, имате прашање? Да. Во студиото. Ви благодариме. И имам една забелешка, детево е многу младо, неискусно. Од кај дојде на телевизија? Прв го гледам. Па во ред, за се има прв тоа ви е само забелешка или имате можеби некоја прашање до нас или нешто повеќе ве интересира? Да. Ајде. Али детево е многу млад, неискусен делува. Добро, во ред, ја слушнавме вашата констатација, доколку немате некоја прашање конкретно, да, во ред. Мислам дека би можеле еве некако дел од тимот, затоа сме тука, да ги преземеме сите оние прашања и интересни мисли кои што ги имаат нашите гледачи. Апсолутно за вас се прашање. Така, јас прифаќам. Ова не беше прашање, ова беше констатација. Ова беше секогаш, да. Човекот ништо не излажа, јас сум стварно многу неискусен, ова за све за мене е нешто ново. Како испаднам, дали сте го гледале видеото или не, така испадна нигде никаде буквално. Добро, а дека сум неискусен, така е. Добро, имаме следен гледач. Ајде да му отстапиме просто. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелате. Честитки до новиот тим. Фала ви. Ало, Одлично ве слушаме. Ви оставаме простор за ваше прашање, сугестија или забелешка до Стефан и Нина. само напред. Ви благодарам. Ова е до Стефан. Во ред. Морам да го пофалам и како изгледа. Благодарам. Ми хрчи нешто тука, ало? Да, ве слушаме. Ве слушаме одлично. Добро, веројатно имаше... Аман да добијам пофал, бе. Аман да добијам пофал. Добро. Да, ќе се навикнеш и на позитивни и на негативни работи и критики и позитивни реакции, ова е сепак јавна работа. Нина, ајде сега малку да продискутираме нели повеќе го споменавме она генералното во однос на ексклузив. Стефан кажа како сето не му ова му изгледа. Дали
останува нешто од оној стариот дел од претходната сезона што имавте емисии, со што се всушност ќе се бави, која ќе биде таргет групата, дали всушност ќе има таргет група, односно македонските звездите или јавни личности, дали ќе го проширите тој дел на странски ликови? Така, морам да се надоврзам и на нештото што претходно го кажа и Стефан. Во тимот сме со Васко и Зоран и една нова женска половина свежина Кристина Васич, која што ќе го збогати нашиот тим. Она што е интересно и во тие 30 на минути, нормално дека ќе информираме, ќе едуцираме и ќе донесеме забава која што нестомнено многумина од она што ни пишува и нашите соработници дека одвај чека нешто вакво да се појави повторно на екраните и да видат и да се информираат што се случува на македонската естрада и верувам дека со сите оние содржини кои што ги имаме подготвено, нели не би сакала се да откриеме и нешто тоа што е мистериозно, верувам дека ќе ги примаме на некој начин да не гледаат секој ден во 18 часот на 1 ТВ и верувам дека и со Стефан на интересен начин каде што ќе имаме многу настани, присуства секако тука ќе бидат како од македонската естрада, така и нешто што ќе се случува на балканско ниво, па и на светско ниво, ќе биде доста интересно и на свој автентичен начин ќе можеме тоа да го пренесеме до сите наши обожаватели на овој естрадена мега Да, магазин. всушност тоа е и целта нели на нашата телевизија, да не копираме, него да е туку да е автентично. Имаме и гледач на линија, ми јавуваат колегите од Режија. Добро вечер, поведа. Добро вечер, браво. Би сакала да дадам еден коментар. Ги видовме сите ваши прилози на еден ТВ, како за почеток морам да кажам, будите кај нас да се запрашуваме што ќе се случува понатака во целосниот концепт на емисијата, а особено во ексклузив, бидејќи ќе откривате нови интересни работи за теми за кои што реално е заинтересирана поголемата маса на луѓе. Исто така имам посебен коментар за Стефан Лазаров, да си продолжиш така, бидејќи имаш посебна звезда, имаш квалитет и способност за ваков чекор во животот, биди само насмеан и позитивен, затоа што така се успева. Само напред и за среќа. Благодарам дека ќе се потрудам максимално да за тие што верува да оправдам довербата. Благодарам повторно. Баш ми е мило. Да, ви благодариме за убавите зборови и за вашето јавување. Да, еве, претпоставував дека нешто што да и претходно го споминавме и она што веќе го кажавме дека нели во склоп на тие во обликот на тие 30 на минути секако дека нема да бидат само отслика на тие јавни личности во однос на нивната професија, туку би можеле нешто да направиме што не би го очекувале од нив, па да дознаат некои повеќе детали и интересни работи за истите. Одлично. Имаме и следен гледач. Добро вечер, повелата. Добро вечер. Да, ајде повелата. Имам прашање до младиот господин Стефан Лазаров. Господин. Ајде. Повелата. Како води емисија, не се така со Стефан, со Сергеј Варошлија? Дали го разбравме? Можете еднаш да го повторите прашањето? Малку погласно не ви е проблем. Како води емисија која не се сака со Сергеј Варошлија? Како води емисија кај нас кога не се сака со Сергеј Варошлија? Тоа ли? Па добро, да одговорам. Како водам емисија кога не се сакам со Сергеј Варошлија? Кога јас сум сакал дека, кога сум кажал дека јас не се сакам со Сергеј Варошлија? Не, добро, веројатно. Така да. Дали имате уште некоја прашања? Да, имам уште едно прашање. Ајде, повелете, па ќе ви одговори. Како Сергеј Варошлија вика поп бара, а попот тука е. Ако треба благослов да ви дам, ќе ви дам. Добро, во ред, еве Стефан, сакаш нешто дополнително? Упатено беше контекст. Така да, со Сергеј Варошлија еве станавме колеги, се гледаме секој ден исходниците во телевизијата, се критикуваме и позитивно и негативно. Сергеј, јас не би сакал да доди во контекст да му обед дека јас и он нешто си мислиме лошо или... Претпоставувам дека тоа и последно кога Сергеј беше гостин тука во една минута пред 2 дена го разговаравме, меѓутоа и претпоставувам дека во таа конотација е кое прашањето на гледачот.
се оставило впечаток во јавноста дека можеби сето тоа е наместено со оглед на виралното видео нели што кој што стана популарно и многу гледано и сега еве ти си новото засилување. Сергеј, ако гледавте пред 2-3 дена, кажа дека ништо тоа не е местено. Значи, ние повторно, јас тука не сум за да се оправдувам. Секој човек се индивидуа за себе и секој човек си стварува свое мислење. И тоа е нормално. Јас како човек го почитувам тоа, но, еве, ако он потпиша со 2 раце, јас ќе потпишам со 10 раце и ќе кажам за последен пат дека ништо, ама буквално ништо не беше местено. И затоа се ова изгледа убаво, затоа што е случајно. Да. Имаме веќе следен гледач. Добро вечер, повелате. Добро вечер. Голем поздрав до водителите и до вашиот тим. И двајте се прекрасни. А посебно Стефан Лазаров. Ме интересира кој се грижи за имиджот да изгледа вака убаво. Благодарам. Па, кој се грижи за мене? Искрено, се уште јас. Се уште сам си се грижам, ете. Природна убавина, можеби, што да кажам. Да, дефинитивно заклучивме дека има голем број на обожавателки. Токму така. Значи сме го направиле вистинскиот малку избор. Апсолутно, да се пошегуваме. И добро, да, почитувани отворени се линиите, слободно може да се јавувате. За тоа време да подискутираме. Нина, сме разговарале често, меѓутоа, еве па и Стефан може да искоментира во тој однос. Вие како млади лица, особено нели во овој медиумскиот простор, меѓутоа е еден општ печаток. Фалат ли кај нас, односно нели на во македонскиот медиумски простор повеќе забавни емисии од ваков карактер каков што ќе биде ексклузив, како што се она го нуди нели нашата телевизија во новата сезона од типот на шоута на Сергеј Варошлија, на Драган Вучич, едноставно да едукативно, но сепак забавно, да. За да постои нештото мора да се посака. Значи да се посака мора да се почувствува нешто што недостига на медиумскиот простор. Како таквото нешто сметам дека и со македонските јавни личности си требаме едни на други. Како што нам ни требаат содржини за да можеме нешто да емитуваме за нив, така и они треба нешто да прават за да бидеме нели идентични на тоа поле и да на некој начин си помагаме. Верувам дека многумина од нив би се согласиле со тоа дека е неопходно да се одмори човечкиот ум од сите секојдневни случувања и настани и ти самата знаеш што се случува, секојдневно ги слушаш своите гледачи на линија и разговарате на разноразни теми. Така што верувам дека и потребно е неопходно да се одмори човечкиот ум со нешто што и тоа како се случува и таму има нели дел сериозност кога станува збор за музицирање, дали е актерство, дали е било каков основ. Верувам дека тука и Стефан би се согласил. Да. За да биде успешен музичар, славен и гледан, треба да има луѓе како нас. Треба да има луѓе емисии како оваа, за да може ние да ги представиме. Во македонската јавност па неколку години еве би кажал се социјалните мрежи нема ништо. Замрено едноставно. Така и музичарите, и актерите, па сите славни личности можеби нема доволен мотив затоа што нема вистинска промоција. Едноставно телевизијата во младината веќе нема. Дали е YouTube, дали е Facebook, дали е Instagram. Телевизијата јас нема. Од кога е искрено ние не сме седнале 6:30 да гледам ексклузив, 7 да го гледам Сергеј. Да, навиката беше и тоа, после некој работно време. Навиката нема. Да се опушти човек нели да види. Да, одлично поентиравте, особено заради тоа што сте млади ликови и лица и не само во однос на нели водителската, односно вашата професија, туку и во однос на општо гледачи, она што пред малку го искоментиравте со нетрпение да некој да очекува да дојде тајмингот за одредена забавна емисија, но веќе имаме гледач. Доколку се уште е на линија, добро вечер, повелате. Добро вечер, од Охрид се јавувам. Одлично, повелате. Ве поздравувам сите во студиото. Благодарам. Поготово на младиот господин Стефан.
можевме да ми биде, јас сум баба од 70 години и сакам да му порачам да се држи храбро, да не му е, да не му е неугодно, секогаш има прв пат и прв почеток. Така е. И да биде вака убав, и со убаво брадице, и со убава коса, да не ја имитира Тијана Дапчевич, со бела коса и црни бркови. Добро. Биди Стефане природен и ви посакувам успех на сите водители. Мислим, јас немам ништо против тој водител, али стварно ми е нешто Тијана Дапчевич број 2. Добро, Стефане, голем успех. И на господица, не на господица или госпоđа, не знам како се. Госпогица. Госпогица, немојте вака, јавно госпогица. Не вие, него од вас водителка. Се шегувам, нормално. Во црвено. Па за неја зборувам. За неја зборуваме така, да. Тоа ни е младиот водителски пар. Поздрав до незе и голем успех и за незе во животот, во работата, во се и вас Стефане и вас господје, господице. Ја гледам ова емисија, али ето ја гледам од време на време. Добра е. За сега добра е. Ќе видиме понатака што емисии ќе имате. А ако сум ја 70 години, јас со музика, многу е сака музиката. Супер што сте, да. Само Стефане, буди природен. И буди отворен и буди искрен. Така е. И немој да се срамиш, него напред. се трудам, Само така напред. е. Позитивна енергија. А јас имам уште едно прашање до вас, ако може. Да. Споменавте дека ги следите целата наша програма. Предпоставувам дека ете сте информирани со новите промо видеа за кампањата, односно новата сезона од 10 септември. Па еве конкретно дали имате некои забелешки како сето тоа ви изгледа, што го најавуваме? Биче добро. Ќе биде добро. Се надевам ќе биде добро. Само да не вклучите некоја турска или индиска серија. Не, напротив. Добро, во ред. Ви благодарам. Има повеќе музика од жанрови 80-та, 70-та, 90-та. Добро, тука можеме да ви кажеме добро познато дека секој ден работен ќе се емитува од 14 до 23 во живо програма. Значи, ни турски серии, ни ништо што веќе е видено. Значи, одиме со нов концепт и верувам дека ќе ви биде доста интересен. Секој работен ден во живо. Ближам 70 година, али музиката си е сакам. И ова сегашна, али сепак на моја пријатно и лако ноќ. Пријатно, ви благодариме за вашето јавување. Имаме и веќе и следен гледач. Да му отстапиме, ајде и нему простор. Интересот е голем, повелата во програмата. Дефинитивно. Ало? Да, ве слушаме одлично, повелата. Добро вечер, поздрав до емисијата. Добро вечер. Поздрав и до вас, поздрав и до Јана. Благодарам. Ало? Да, ве слушаме одлично. Дали имате некоја прашање за нашиот водителски пар, Нина и Стефан? И конкретно честитки за почетокот на сезонава. Нина е супер како и секогаш. Момчево не го познавам. Се надевам ќе има шанса да се докаже и покаже. Ви посакувам среќа, убав почеток. Благодарам на убавите зборови. Така, натака. Так. Поздрав. Во ред. Сакам да кажам еве два-три збора. Искрено кога кажавте дека ќе има вклучување во живот гледачи, очекував лавина на негативни коментари како направи видео сега на телевизија, но ова што го слушам искрено, овие пофалби, овие позитивни критики мене ме радува затоа што и тука гледам дека на македонската јавност и фали нешто ново. Да. Фали дефинитивно. Дефинитивно, јас бидејќи еве веќе го работам тоа, односно јавувањата со слушањата на ставовите на луѓето, ја правиш компарацијата најверојатно со поголем однос на она што се пласира на социјалните мрежи. На луѓето многу има полесно да делат негативни коментари, отколку да се јават и да го соопштат тоа во живо. Мислам дека и
млад лик и сметам дека треба да му се даде шанса, не треба да се присуди од еден даден момент и ве уверувам дека и ве работиме заедно и ќе ги задоволиме сите очекувања кои што заедно со Стефан ќе ги испрезентираме и верувам дека овој пат ќе ви се допадне на вистински начин. Фала ти за убавите зборови. Да, но имам и следен гледач. Ајде. Добро вечер, повелата. Ало, добро вечер. Повелата. Јас се извинувам, после година дена вртење на овие контактни емисии, прв пат добивам врска. Искористете Ете, шансата. токму за нас. Дали да може да поставам прашање за претходниот дел во емисијата што ја имавте вие као водителка? Не. Значи, сега ја гледате темата, односно овој половина час го издвојуваме во разговор со моите драги колеги за новиот забавен концепт на еден ТВ. Може да им поставите прашање на нив двајцата или евентуално да дадете некоја ваша сугестија, забелешка, критика можеби. Да, предпоставувам дека сте ги погледнале промотивните видеа нели на нашата новата кампања на Еден ТВ, односно она што ќе може да го гледате од 10 септември, па ја би сакале да слушнеме некој штаф. Јас само поставил прашање за господинот, младиот господин што разговара. Има снимено видео, така? Или спот? Да, добро. И дали може да го погледаме, пошто ние слушаме еве колку 10-20 минути, а не знаеме за каков спот некој од нас гледаше, за каков спот се работи, па да го видиме спотот, да знаеме за што се работи. Сакате да го погледнете видеото, тоа ви е така? Не се дел од гледачите информирани. Така, па добро, имате на Facebook што е доста популарно, мислам дека 122.000 прегледи има и на YouTube. Има и во емисијата на господинот Сергеј Варошлија, па многу е лесно да се дојде до видеото, погледнете, па ќе ви стане све јасно. Сега Ајде уште еднаш, каде да го побараме? На социјалните мрежи. А и на YouTube. Назаров на Facebook. Да, слободно е на мојот профил на Facebook, да. Се е многу достапно и ќе се дознаат повеќе информации. Така. Да, добро, во ред, веќе одма следен гледач. Ајде, повелата. Нека што знаеш. Добро вечер. Добро вечер, повелата. Баш ми е зао што ќе започне повторно ексклузив на Еден ТВ и би сакал ако може Апел и сите гази на телевизии, дали после време организација и музичка телевизија, значи посебно 24/7 македонска забавна музика, значи тоа ни фали највише за промоција на нашата музика. Како млад човек слушам српска, хрватска, сите има. Само ние на национален канал со музика што било постојано забавна, народна, еви нека е мешан пола, нека е баре само македонска. Што навистина фали за промоција на нашите пејачи и групи и народни забавни. Мислам долу знаке што Бексич ќе се врати, но би сакал и повеќе музика да има. Значи, кај вас има, тоа ме радува, значи да висите и преку нешто за разлика од другите телевизии што преку не само турски серии, политики, вести, кај вас има и музика што е многу позитивна и само продолжате така и баш ме древо што му дадовте и на младиот дечко шанса после тоа видео кој беше навистина одлично. Ми се допаде и да гледа дека иако беше пародија, ја осваќам него, значи супер беше направено. И ете ми се допаѓа што во него препознавте таленти, му дадовте шанса за работа. Одлично. Дали е тоа си од вас? Да, предпоставувам. Ви благодариме. Благодариме, така да. Ви благодариме многу. Пријатно. Благодариме на позитивните коментари, така. Да. Колку што може да разберам, се збореше за промоција на македонските пејачи. Да. Па да, тоа е нешто што и досега сме го правеле со самиот дел што беше студио еден со шоу бизнис емисијата и со колегата Васко Спасовски, каде што неизменечно нели ги водевме тие
сите презентации. Верувам дека до сега сме го правеле тоа и секако дека и допрва ќе го правиме, меѓутоа како што и претходно кажав, мора да имаме и соработка со нашите јавни личности. Се она што се гледа на телевизија не значи дека само тоа е она што ние сакаме да го презентираме, туку станува збор за взаемно нешто обострано како поддршка, а тука не го одлучуваме тоа ние, туку тие самите одлучуваат дали сака да се појавуваат на екраните и да знаете нешто повеќе за нив, така што Нина, не е секако што изгледа. Колку се лесни или тешки во тој дел македонските јавни личности? Да речеме во однос на договарање, промовирање, па сакаат, па не сакаат, па 50-50, морам да кажам, да. Има делумно еден дел од македонските естрадни личности кои што умираат, така речено, да бидат на екраните, да се често, нели, да бидат присутни и секоја мала ситница да се знае за нив. Тоа од една страна е во ред, од друга страна, нели, секој своето треба да си го предвиди колку треба да се појавува, а од друга страна пак има некои што глумат звезди и сметаат дека не треба да се појавуваат за ништо друго, освен да зборуваат за она што го прават, односно за музиката која што ја креираат. Нешто што е недоволна информација ако вие сте јавна личност и она што го правите е јавно, секако дека и како што ова го прави Стефан, па луѓето сака да знаат се повеќе информации за него, кој е, што прави. Не е само тоа он што го работи, туку едноставно ако си јавен лик, тоа е се твое што го објавуваш, што е и нивно. Да, токму и целта на ексклузив, впрочем, ќе бидат, нели, да се доближи малку повеќе животот, стилот на македонската естрада, па и да споменавме. Целта е македонскиот народ да дозне за македонските славни личности, затоа што, еве, како што кажав и пред неколку минути, долг период веќе нема такво нешто и можеби, еве, и пеачите па малку и се исплашани, чекај, што е ова сега, што е ова. Еве, од мене еден апел, размислете малку, видете како се работи во странство. Исто и ние го гледаме тоа секој ден, па да им доловиме на македонската јавност што правите, што правиме сите ние. Значи да направиме една забава, време. Јас мислам дека време. Да, време, а време и за следниот гледач. Кој го имаме на линија. Добро вечер, повелата. Добро вечер. Да, повелете, ние одлично ве слушаме. Поздрав до гостите. Јас имам само едно прашање, ако сака господинот Стефан Лазаров да ми одговори. Колку точно години има Стефан Лазаров? Смеам ли да одговорам сега? Абсолютно. Доколку сакате да соопштите, господине Стефан Лазаров? Лично и персонално 21. Ете. 21 година имате Стефан Лазаров. 21 година. Па дечко, браво, само напред. Фала ви, благодарам многу. Поздрави до водителката. Ви благодарам многу. Пријатно. Да, ви благодариме за поздравите. Интересен податок и тоа, нели, со годините и не знам, еве ти како се доживуваш тоа што на 21 година си веќе стануваш телевизиско лице. Така е, види Нина, ова за мене е нормално, све ново. Јас сум тука еве веќе 2 недели. Се е ново, Јас кога дојдов не знаев камера како работи, како што е шоу-биз, што е ексклузив, што ќе правам сега, не знаев каде да седнам. Значи тргнав, јас би кажал не од 0 од минус. Сега доаѓам минус од 2 плюс. Доаѓам во ситуација каде што учам, слушам, не пробувам да се експонирам премногу сега да не мудри демек, како што кажуваат славата во глава. Така да би почнал полека, тивко, па да видиме што ќе донесе днината. Да. Така и се учи, нели? Така. Да, имаме веќе и следен гледач на линија. Дали е се уште на линија? Да, добро вечер, повелата. Не ве слушаме погласно малку. Не, ние ве слушаме добро, меѓутоа повеќе го слушаме вашиот ТВ приемник. Ќе ве замолам, само ако може да го намалите тонот на вашиот телевизор, па за подобро да комуницираме. Се исклучил гледачот, ми јавија колегите од режија и добро, да, полека, но сигурно треба да ја привршуваме оваа 1 минута, меѓутоа
Еве за крај, освен што ќе оставам да испратите нели некаква ваша порака, би сакала да ве запрашам во однос на иднина. Сега ќе бидете нели младиот водителски пар, конкретно на ексклузив, Нина и Стефан. Што понатака во иднина, еве и во новиот нели телевизиски концепт на нашата телевизија, може ли едно без друго, односно ќе може ли едно без друго, Нина без Стефан и Стефан без Нина? Како тоа би изгледало? Па мене искрено да, ако треба да одговорам, мене ми се допаѓа идејата да нешто видиме поинтересно, по-неочекувано, тоа да има водителски пар. Ете и досега сум била сама пред екран, меѓутоа ми е предизвик, чувствувам предизвик да бидам со еден лик како што е Стефан и да видиме колку можеме еден со друг. Ние не знаеме се уште дали можеме еден со друг или еден без друг, како и да ете утре Стефан да може сам да води емисија. Меѓутоа ќе го дадеме нашиот максимум да бидеме интересни, да бидеме на убава енергија и секако да бидеме се подобри во секое наредно издание. Верувам дека и Стефан тука ќе има што многу повеќе да научат сите нас. Јас на пример кога дознав дека мене кога ми кажа дека ти треба да бидеш водител, јас седам, гледам, викам јас водител, од каде сега јас водител сам пред камера. Многу беше лесно да доеш и сега гостин да одговараш на прашања, не ја водиш ти темата. И јас седам така запрепастен и ми кажуваат ќе бидеш со девојка. Буквално. Буквално. Како така сега? Со девојка како Нина, мислам. Дефинитивно мене ми олесна, сега зиднина не би сакал да зборувам премногу, затоа што секој ден се случува нешто различно во живот. Па како што кажа, ние не ни знаеме како ќе се снајдеме во оваа работа. Како што ќе биде во живо самата емисија, верувам дека и во самото тоа што ќе биде живо, ние ќе се случуваат некои работи неочекувани и верувам дека така и најбово се учи, на што велат и старите учители во оган да се фрлиш, така најбово се учи, така што и он за себе ќе научи многу работи што досега не ги знаел. Така јас исто со Стефан како водителски пар, така што подготвени сме. Одлично, да, како и ние како делот нели од колегите, така и претпоставувам веќе доволно ги заинтригиравме и гледачите за се оно што ќе се случува во забавниот концепт на новата сезона на 1 ТВ. Конкретно и ете, продискутиравме за забавната емисија Ексклузив, ново, нели во ново руво, со нова екипа. Забележавте дел од моите колеги, односно веќе си поразговаравме одлично, така што мене ми останува почитувани, односно ете ви реков дека ќе ви остава можеби дали имате некоја порака пред крај или нешто што не ве прашав пред да завршиме. Да го кажеме промото. Како што кажуваме на промото, Јас би сакал, затоа што доаѓам како млад човек тука неискусен. Гледајте Ексклузив, дајте шанса на нешто ново да стане добро, да видиме времето што ќе покаже, едноставно останете на фреквенцијата на 1 ТВ. Дајте ни шанса. Буквално дајте ни шанса. Одлично, да. Ете, ги слушнавме нели и ваквите зборови од страна на моите колеги, така што јас ќе ви се заблагодарам за вниманието, за сите ваши телефонски јавувања и секако од 10 септември со нови сили, со новата сезона на 1 ТВ, а со 1 минута повторно утре во истиот термин со нови теми, а и нови гости од нашата промотивна кампања. За сега, пријатно.